Добар ден и од мене започуване новото издание на магазинот за родителство 0 плюс месеци на телевизија Телма. При изборот на креми за сончење родителите треба да бидат можне внимателни, бидејќи иако нивната основна функција е заштита од сонцето, сепак повеќето од нив може да нанесат поголема штета од што корист. Како родителите да бидат сигурни дека избрале најдобрата крема за сончење со заштитен фактор за своето дете е прашањето кое што денеска ќе го поставиме на Емилија Продановска, фармацевт. Добре ни дојдовте. Благодарам на поканата, Марија. Ќе започнеме од тоа колку често и колку долго децата би требало да престојуваат на сонце. Надвор на сонце, значи, сонцето ни е извор на животот, значи тоа е една есенција за нашите животи и поради тоа треба да се изложуваме на сонце, но прашање кога, како и во кои количини, токму така. Неопходни се сончевите зраци за кај бебињата и малите дечиња да се синтетизира витаминот Д, кој што е потребен за правилен развој на коските и поради тоа, значи, неопходно е да ги изложуваме дечињата на сонце. Различни имаме педиатриски мислења дека тој период треба да биде од 15, 30 до 60 минути, со тоа што секако мора да напоменеме дека малите дечиња и бебињата не треба да се изложуваат директно на сонце. Доволно е да е ведро небото, секогаш тоа треба да биде под сенка и правилно да бидат облечени. Токму така, да. Значи во раните утрински часови една прошетка благо пријатно ќе делува на бебешката кожа заради синтезата на витаминот Д. Од друга страна, ова е позитивниот ефект на сонцето, но од друга страна, бидејќи детската кожа е многу тенка, чувствителна, таа е и многу нежна кон самото сонце. Постојат три причини поради кои што мора да употребуваме, потребно е да употребуваме сончева заштита кај малите дечиња, исто така и кај бебињата. Тоа се поради тоа што детската кожа е многу тенка, не се созряни меланоцитите, а тоа се оние клетки кои што го прават оној одбранбен механизам на самата кожа кај возрастните. Многу е големо, значи кохезијата помеѓу клетките е прилично голема и поради тоа лесен е продорот на ултравиолетовите зраци, како резултат на тоа за многу краток период може да дојде до несакани промени на кожата. Втората причина е што најголемиот дел дечињата во текот на детството е тој период кога го поминуваат на сонце како резултат на нивните надворешни активности и на третиот исто така, значи, многу битен фактор е тоа што не созряна комплетно и бариерата на кожата и имуниот систем. Значи, кога ќе поминат УВА и УВБ зраците, тие генерираат слободни радикали, поради тоа што не е созрян имуниот систем кај дечињата, тие не можат, значи, да се одбранат и како резултат на тие последици, особено кај дечиња па и возрастни кои што претрпеле изгореници, е зголемен ризикот за развој на канцер на кожа. Така, ги споминавте бенефитите од сончевите зраци, пред се врзани со витаминот Д, ги споминавте, еве сега и ризиците, значи се треба да биде умерено, значи и правилно. И на каков начин сега треба да се заштити детската кожа? Кои се основните препораки? Освен тоа да биде се умерено и балансирано. Токму така, значи сончевите зраци како поминуваат до површината на земјата се делат на ултравиолетови, видлива светлина и инфраред и ние всушност се штитиме од ултравиолетовите зраци. И на самите амбалажи, значи, ќе забележат УВА, УВБ, да го појасниме, значи, што значи тоа. Поделени се ултравиолетовите зраци кои што се одбиваат од озонската обивка, но тие се најкратки и со најјак интензитет, но не продираат до површината на земјата. УВБ зраците се со пократок интензитет и тие кога продираат доаѓаат до површината на кожата и горните слоеви на епидермисот и носат поголема топлина, ако не се заштитиме еритемата, односно изгорениците се тие што настануваат како резултат на нивни последици и УВА зраците се тие кои што имаат најголема бранова должина, тие поминуваат во подлабоките слоеви на кожата до дермисот и таму ја оштетуваат кожата, ја оштетуваат ДНК, која што клетките, слободни радикали, генерираат и индиректно, оштетувајќи ја клетката, ја оштетуваат и ДНК. За да се заштитиме, фармацевската индустрија создава сончеви филтри кои што всушност
ќе ги блокираат овие зраци, односно нивното штетно дејство, и како резултат на тоа поделени се на УВА и УВБ, но според нивниот состав ги делиме на хемиски филтри или органски и минерални филтри, физички филтри. Која е сега клучната така, разлика, бидејќи ми се разликата. чини дека тоа е најважното прашање што го поставуваат родителите. Каков фактор заштитен да има и дали е тој штетен всушност за детската кожа? И тука доаѓа она клучно прашање што се хемиски, а што се минерални филтри, тоа е се едно поактуелно прашање. Хемиските филтри всушност се субстанции кои што имаат за задача кога ќе се аплицираат на кожата да се врзат во горните слоеви на епидермисот. И кога ќе дојдат сончевите зраци, односно ултравиолетовите зраци до површината на кожата, тие ја абсорбираат и ја преиначуваат енергијата, најчесто во форма на топлина. Кога ќе се нанесат, убаво се размачкуваат, значи не оставаат, се впиваат бели траги, но бидејќи ја преиначуваат енергијата, условно кажано, тие се трошат. И поради тоа ние често треба да ги реаплицираме, затоа што континуирано да знаеме дека имаме сончева заштита. Додека пак минералните филтри, ние ги нарекуваме и физички блокатори, тоа се всушност филтри кои што остануваат на површината на кожата. Значи тие не се врзуваат, не се абсорбираат од епидермисот и формираат еден слој, така што кога ќе дојде сончевиот зрак, тие веднаш го одбиваат, еден вид како огледало ефект, значи рефлектираат и ја преиначуваат, ја прекрашуваат светлината, не дозволувајќи да помине во епидермисот, односно во кожата и да има штетно дејство. Сега несакан ефект од нив е тоа што значи нели помалку тешко се размачкуваат и оставаат бели траги, токму така. Естетскиот момент сега тука во прашање кој што сметам дека кога се работи за заштита од сонце е комплетно ирелевантен. Сега да ми појасните во однос на минералната фотозаштита, каква е таа најнова нон-нано технологија која што се воведува и која што е можна и актуелна кога станува збор за средства за сончење наменети за деца. Да, кај бебиња и кај деца секогаш се препорачува да се користат минералните филтри од причини што тие имаат висока толерабилност, значи нема фототоксични ефекти, нетолерантност на кожата, затоа што хемиски не се врзуваат со кожата и се исклучително фотостабилни. Но од друга страна пак производителите за да го анулираат тој бел ефект многу често ја намалуваат големината на частичките. Сликовито да кажеме, значи наночестички кои што може да ги забележиме на декларациите на производите за сончење кај деца, всушност се помали од 1 милион милиметар, значи 1 милиметар, всушност 1 нанометар е помал за милион пати од милиметрите. И колку е помала таа честичка, толку е помала нејзината способност да рефлектира. Тоа е од една страна, од друга страна може тие да направат системска ресорбција, односно пенетрација во епидермисот. Од тие причини силно се препорачува производите наменети за заштита од сонце кај бебињата и кај децата да бидат произведени по нон-нанотехнологија. Така, тој е нов термин за родителите, би требало да го запаметат и да внимаваат всушност на декларацијата. Да, затоа што тоа се поголеми честички и многу подобро ја штитат кожата, односно ги одбиваат ултравиолетовите зраци. Така. Колку често треба да се нанесуваат овие средства? Дали се водоотпорни или не? Белата трага, како што рековме, значи секогаш сигурноста е таа која што е најбитна. И белата трага е индикаторот дека имаме ние сончева заштита кога користиме сончева заштита со нанотехнологија. Треба да се реаплицира, секако, значи Европската унија препораки се тоа, после секое бањање, после потење, кога ќе избришиме кожата со пешкир и да има останато бели траги, повторно, значи, ние треба да реаплицираме за да бидеме сигурна дека детската кожа е заштитена. И повторно, ќе спомнам, белиот ефект тој ни покажува уствари дека детската кожа е заштитена. Така, многу е важно родителите да внимаваат кремите во својот состав да содржат титаниум диоксид и цинкоксид. Дали се всушност овие тие честички? Да, токму така, тоа се минералните филтри.
титаниум диоксидот и цинкоксидот, веднаш да споменеме дека тоа се инертни состојки, не покажуваат реакции на нетолерантност и всушност поделени се цинкоксидот малку повеќе ги блокира УВБ зраците, додека титаниум диоксидот има поширок диапазон и всушност тоа е и УВА и УВБ филтер и многу често, значи, токму и самиот титаниум диоксид ќе може да се најде во производите за заштита од сонце. А дали лесно се отстрануваат белите траги по враќањето во домот од во хотелската соба од плажа? Намената е да не се отстрануваат лесно, за да нашите дечиња бидат безбедни, да уживаат во годишниот одмор и нели во надворешната средина и препорака е секогаш со помош на масленце, значи да се помине кожата, за да ги отстраниме белите траги и потоа нормално, значи со купките кои што се користат да ја негуваат кожата. Јас секогаш препорачувам, значи, за бебиња, мали дечиња, тоа да бидат органски производи. Така, ние имаме денеска подароци за двајца гледачи на 0N+. Што ќе добијат? Може да им кажеме на гледачите? Веледа, значи, органската козметика реши сигурноста да биде на прво место, без компромис да создадеме, значи, квалитетна, но во исто време и безбедна сончева заштита. Тоа се овие производи, 30 и 50 сончева заштита за бебиња и за деца. Тоа се производи кои што од 0+ месеци може да се користат, значи, и бебиња, дечиња и секако и возрасни што имаат чувствителна кожа. На повеќето производи кои што се наменети за заштита на детска кожа од сонце, е наведено или после првата година или после 6-тиот месец. Да, тоа е. Но сега вие велите тука 0+. Да, 0+. Зошто сега е дозволено волку рано? Е дозволено заради тоа што тоа се минерални филтри, а додека се што е над 6+ годинка, над година дена или над 3 години, покри минералните филтри, самиот производител вметнува и хемиски филтри, кои што секако се толерабилни и соодветни за таа детска возраст. И ете, значи, уште еден совет плюс на родителите, дека да знаат дека во тие сите наведени производи над годинка или над 3 години има дополнително додадени хемиски филтри. 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Телма, значи двајца гледачи ќе добијат подароци од Веледа, средство за сончење, едниот со заштита од 30 фактор, другиот со 50, слободно можете да се јавите и ќе ве вклучиме во програма. На кои делови од телото треба да се внимава да бидат намачкани, нанесени средствата за сончење? Треба строго, значи, доколку се придржуваме кон некои правила, безбедно ќе уживаме во сонцето. Кај дечињата обавезно, значи, со доволни количини треба да се намачка дел од носето, тоа што е најмногу изложено на сонце, обравчињата. Не треба да ги заборавиме овцињата, исто така и ушните ресички, прстињата, значи, на рацете и прстињата на ножињата. Дури треба и меѓу нив да се додаде. Да, тоа е дел од телото што често се заборава. Многу лесно во тој дел може да изгори детската кожа. Понекогаш горат, комплетно. Се незаштитени. На вратот исто така и мора правилно, значи, да бидат заштитени со капче, лесна, памучна облека, затоа што кај дечињата, поради тоа што е многу тенка кожата, не е созреана и терморегулацијата треба да внимаваме како фактор. Така, само дрže да ги подсетам да го наведа телефонскиот број на телевизија Телма на екранот 3076-677 е бројот на кој што можете да се вклучите во програма и да ги добиете денешните подароци. Сега има сајтот Healthy Child објавено листа со производи за сончење наменети за најмладите кои што не се препорачуваат, бидејќи јаките сончеви зраци може да бидат подеднакво штетни всушност како и дел од кремите со висок фактор. Еве што треба да се избегнува: препарати кои што се во спреј, бидејќи тие може да се вдишат и да не се нанесат на кожата во потполност. Потоа кремите што се имаат фактор преку 50, оксибензон. Да, оксибензон, октокрилен, значи све се тоа хемиски филтри кои што покажале дека постои реакција на нетолерантност
може да се јави хиперчувствителност кај дечињата и секогаш родителите треба да внимаваат на амбалажата да стои наведено дека не треба да содржи октокрилен, не треба да содржи конзерванси и парфеми и бои, затоа што и самиот парфем може на сонце да направи алергиска реакција кај најмалите. Пред да го вклучиме гледачот кој што на линија, само уште да го искоментирам и обликот на витамин А, тоа е ретинил, палминат. Токму така, да, но обично тоа не се содржи во производите за деца. Еден вид на витамин А е и е молекула која што е прилично фотосензитивна. Значи, штом ќе дојде во допир со кислородот од воздухот, реагира, оксидира и многу ретко, значи тоа како хемиска состојка е вметнато во производите за деца. Внимаваат производителите да не го вметнуваат во нивните формули. На сајтот Healthy Child може да се најдат оние брендови кои што не се препорачливи да се применуваат за детската кожа. Тоа се производи наменети за деца, но ете можете да влезете да проверите кои се тие производи кои што се тестирани, кои што не се препорачливи да се употребуваат. Сега ќе го вклучиме првиот гледач. Добар ден. Добар ден. Кој се јавува? Сонја. Сонја, како сте? Одлично, поздрав до вас и до фармацевтот. Поздрав. Кажете ми, вие имате дете? Внукичка имам. Внука. 2,5 години. Така, предпоставам дека се подготвуваат летото наскоро. Секако, да, за летување. Да. На летување да појдат. Еве, вие ќе дадете еден прекрасен подарок за вашата внука. Да ја дадеме лосионче. Лосион, токму така, да. Лосионче со заштитен фактор 30. Ви благодарам што се вклучивте во програма. Оставите ги вашите податоци во режија. Подарокот ќе биде во телевизија Телма, можете да поминете и да си го подигнете. Дали имаме уште еден гледач на линија? Добар ден. Немаме. Добро, вториот производ тогаш ќе го поделиме на нашата страница на Facebook. Тоа е 0N+ на телевизија Телма. Веднаш по завршувањето на емисијата ќе можете да ги оставите вашите податоци, во текот на денот ќе го објавиме добитникот на средството за сончење со 50 фактор. Дали овие производи веќе ќе може да се најдат наскоро? Да, значи веќе го ја увезовме линијата која што е за заштита за сонце и за бебиња, но и за возрастни на Веледа, така да може да се обратат во подобро снабдените аптеки и да ја пробаат ова органска сончева заштита, затоа што е со интернационалниот сертификат на ТРУ, кој што е за органска козметика сертифицира. Така, а што се препорачува откако ќе се појде во апартманот и детето ќе се истушира? Дали после сончањето, односно изложувањето на сонце, бидејќи сончање денеска не се препорачува воопшто, особено кога се работи за деца, дали е потребно да се нанесе на кожата некоја лосионче? Треба да се нанесе затоа што општо сончевите филтри знаат, значи да ја пресушат малку детската кожа. Кога се бањаме во водата, исто доаѓа трансепидермално губење на вода, дехидрира кожата и секако кога ќе се вратиме тој попладневен одмор, треба да се нанесе една хидратантна, убава, лесна нега, пред се за да ја исхидрираме правилно кожата, да ја смириме, да ја омекнеме, да ја подобриме незината хидратација, за да може наредниот ден таа да биде спремна за новите предизвици, нели, кои што ги очекуваат дечињата надворно отворено. Емилија, ви благодарам што бевте дел од 0N+, на вистина многу практични совети и препораки до родителите. Се надевам дека ќе се видиме повторно. Благодарам на поканата. И ви благодарам за прекрасните подароци за нашите гледачи. Да, нека уживаат во заштитата на Веледа. Ви благодарам и вам почитувани што не следевте со внимание. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. Пријатно.